Почитуван заменик началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал Мајор Ацај, почитуван председател и заменик председател на Собраниската комисија за одбрана и безбедност, почитуван амбасадоре Ваша екселенцијо Бејли, припадници на армијата на Република Македонија и Министерството за одбрана, представници на медиумите и представници на дипломатскиот кор. Чест и задоволство ми е што денес сум овде, во касарната Илинден, на денот на испраќањето на припадниците на армијата на Република Македонија на вежбата Saber Guardian 17. Се работи за вежбовна активност од големи размери, настан кој инволвира повеќе од 25.000 припадници на вооружените сили од 20 земји членки на НАТО и земји партнери, како што е и Македонија, и е најголема вежба во Црноморскиот регион. Армијата на Република Македонија, со поддршка на Командата на копнени сили на Соединетите Американски држави за Европа, на оваа вежба ќе земе учество со 8 припадници на инженерискиот батальон, 40 припадници на батальонот на воената полиција, 14 припадници на батальонот за специјални намени и 9 припадници на балканските медицински наменски сили. Saber Guardian 17 е одлична можност за вежбање на вооружените сили на земјите учеснички, вклучително и Македонија, во смисла на зајакнување на подготвеноста, но и подобрување на интероперабилноста, капацитетот за соработка под заедничка команда, извршувајќи целосен спектар на воени мисии, а во насока на поддршка на безбедноста и стабилноста на Црноморскиот регион. Оваа вежба ќе се одвива на териториите на 3 држави – Романија, Унгарија и Бугарија. И истата ќе биде демонстрација на здружените и заеднички способности на сојузниците и партнерите за одбрана на безбедноста на овој регион. На средината на овој месец и јас ќе имам можност да отпатувам во Романија, за да ги посетам токму нашите војници и нашите сили, кои што заедно со своите колеги од партнерските земји го манифестираат високото ниво на воен професионализам, за што редовно добиваат високи оценки. Вежбата ќе се одвива во периодот од 8 до 22 јули, а по нејзиното завршување сквадронот од околу 300 припадници на армијата на Соединетите Американски држави во Европа со преку 100 инженерски возила и опрема од Романија преку Бугарија ќе се упати кон Република Македонија, каде од 28 јули до 8 август, заедно со 100 припадници на армијата на Република Македонија од разни родови, ќе изведе вежбовна активност Dragoon Guardian на нашиот армиски полигон Криволак. Нас во Министерството за одбрана и владата на Република Македонија особено не радува фактот што една армија со исклучително високи критериуми, како што е армијата на Соединетите Американски држави, го одбра токму армискиот полигон Криволак за изведување на оваа вежбовна активност. Бидејќи веќе извесен период, се трудиме да го промовираме овој наш капацитет и во регионални рамки, но еве сега и пошироко. Почитувани припадници на армијата на Република Македонија, особено сме горди на нашите единици кои рамо до рамо учествуваат на вежбовни активности со нашите партнери, Соединетите Американски држави и со другите земји членки на НАТО. Фактот што на нашата армија и се доверуваат најкомплексни задачи говори за нивото на професионалност, знаење, подготвеност и високиот ентузијазам на нашите војници. Минатата недела бев на состанокот на министри за одбрана на земјите членки на НАТО и земјите кои што учествуваат во НАТО мисијата во Авганистан. Има вкуса прилика веднаш по состанокот да разговарам накусо со американскиот секретар за одбрана, господинот Матис. Во нашиот разговор учествуваше и американскиот постојан представник во НАТО, господинот Лиценбергер, кој на тема Македонија и членството во НАТО ги испрати зборовите кои денеска сакам да ги повторам. Рече, повеќе време помина во Авганистан. Сакам и во моje име и во име на Соединетите Американски држави да ви се заблагодарам на македонските војници кои го чуваа и нашиот мир и безбедност, ја чуваа и безбедноста на оваа важна мисија. Ваквите
информации, ваквите изјави покажуваат колку е важно нашето учество во овие емисии, но покажуваат и колку е важен вашиот ангажман во ширење на светскиот мир и безбедност, но и во промоцијата на Република Македонија и нејзините вооружени сили. Сакам во името мое, но и во името на граѓаните на Република Македонија да се заблагодарам на сите оние кои жртвувајќи го својот живот работат во интересот на нашата татковина. Уверена сум дека заедничките вежби и обуки најмногу придонесуваат кон градењето на доверба, партнерски релации, но во исто време придонесуваат и да ги подобриме нашите одбранбени капацитети, да ја подобриме нашата способност да действуваме во различни ситуации од безбедност на природа. Почитувани припадници на АРМ, ви посакувам среќен пат, успешна вежба, безпрекорно извршување на доверените задачи како и досега. Граѓаните на Република Македонија веруваат во вас и знаат дека ќе ја презентирате нашата татковина на најдобриот можен начин. Да живее армијата на Република Македонија! Да живее Република Македонија! Ви благодарам.